Зошто е битна линија 2 за општина Штип? Значи, ова е еден проект со кој што веќе 3-4, па можеби и 5 изборни циклуси се добиваат избори во Штип. Сите го ветуваат, реализација на овој проект нема. Мислам дека проектот е изготвен и се работи за една комплексна водоводна линија, затоа што десниот дел, односно индустријскиот дел на град Штип и населба Пребек и населба Ново село, како и населбите во околината на Штип, населбата Плуждино, остануваат многу често без вода. За реализација на овој проект потребно е да бидат изградени резервоарите во Мерите и Пребек, кои што се со поголем капацитет. Сега не би сакал технички карактеристики да кажувам, затоа што сигурно и ќе ги сгрешам. Меѓутоа, со овие количини на вода и овие резервоари ќе се реши и целата индустрија во Штип, а ќе се реши и дополнителни количини на вода за технолошко развојно индустријската зона, за потребите кои што ги имаат капацитетите таму. Мислам дека е редно време, затоа што се работи за скоро 3 милиона евра средства, и Министерството за финансии преку владата да реагираат, а да иницираме и помош на локалната самоуправа, односно на општина Штип, затоа што навистина се средства кои што нити јавното комунално предпријатие, нити општина Штип ќе може да ги издвојат за реализација на еден ваков крупен и капитален проект, во кој што нема воопшто популизам, туку решавање на проблем барем на 1/3, ако не помалку, од граѓаните на општина Штип. Поставеноста на овие населби е таква да во пикот на летната сезона и во зимска сезона, кога има најголема потрошувачка на вода во градот, да редовно имаат проблеми со водоснабдувањето. Со прекинот на водоснабдувањето доаѓа и до пукање на старите водоводни линии кои што се уште ги има во Штип и не може да се решат, и овој проблем е веќе хроничен за градот Штип, за јавното предпријатие и за општина Штип, без разлика кој да раководи со него. Дополнително ќе го спомнам и проблемот кој што го има јавното предпријатие, а тоа е невраќање на обврски по основ на ЛЕАП кредитот, кој што се над 2 милиони евра и кои што треба да бидат вратени кон општина, кон Министерство за финансии, кое што пак не знам од кои причини ниту ги бара средствата, ниту може да ги изреализира во моментот. Затоа, да резимирам, средствата се итекако потребни. Добро е, и повеќе го спомнувам за и општина Штип и јавното комунално предпријатие, да направат напори и притисоци и бидат планирани за буџетот 2019, како и можноста за нивна реализација и, како што реков, решавање на еден крупен капитален проект кој што е во интерес на сите граѓани на општина Штип. Ви благодарам.